Во текот на изминатиот викенд, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје извршиле генерално чистење на целокупниот простор во внатрешноста на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, при што биле подигнати и транспортирани вкупно 30 кубни метри кабаст отпад и отпад од картонски пакувања, одложени вон садовите наменети за одлагање на отпадот. Во рамките на споменатите активности на терен во клиничкиот центар Мајка Тереза присуствувал и ВД директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје Сабахадин Рустеми. Воедно спроведени се и активности за отстранување на 50 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир, Кисела вода, Карпош и Ѓурче Петров. Отстранета е дива депонија на булеварот Никола Карев, Пластичарска улица во општината Чаир, каде што наголот со улицата Максут Садик се подигнати 10 кубни метри претежно мешан комунален отпад. Во оваа општина се расчистени уште 5 кубни метри непрописно одложен отпад на улицата Џон Кенеди. Интервенирано е и на булеварот Илинден во скопската општина Карпош, каде што се отстранети 10 кубни метри мешан комунален и отпад од картонски пакувања, одложени на јавна површина во непосредна близина на зоолошката градина. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнали и 15 кубни метри непрописно одложен отпад од картонски пакувања на улицата Димо Хаджи Димов во општината Кисела вода, како и 10 кубни метри кабаст отпад одложен на тревна површина на улицата Христо Батанџиев во општината Ѓурче Петров, стои во соопштенијето од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Од општина Карпош известуваат дека во текот на наредната недела од 10 февруари сектор инспекторат ќе спроведе подигање на стари отпадни хаварисани возила, согласно закон за управување со дополнителни текови на отпад, во соработка со колективниот постапувач со кој општина Карпош има склучено договор за соработка. Апелираме сите оние кои поседуваат таков тип на возило и на кое веќе е залепена налепница и е спроведена инспекциска постапка од страна на инспекцијските служби, да ги отстранат своите возила, во спротивно истите ќе бидат отстранети на нивен трошок. Возилата ќе бидат транспортирани во собирен центар депо, каде што ќе бидат оставени 7 дена, а потоа ќе бидат однесени на рециклирање, велат од локалната самоуправа. Општина Ѓурче Петров ја воведе услугата Итно копче. Со воведувањето на услугата Итно копче обезбедуваме 24/7 поддршка за самостојните лица на 65 години, изнемоштените и оние на кои им е потребна итна помош во секој момент, споделија денеска од локалната самоуправа. Ако сте самотно лице со нестабилна здравствена состојба или познавате некого кому му е потребна помош, контактирајте не 076 212 329 или на мејл адресата m.saraginov@opština.gpetrov.gov.mk, информираат од општина Ѓурче Петров. Грижата за секој граѓанин е наш приоритет. Со Итно копче овозможуваме сигурност и поддршка за оние на кои им е најпотребна, порача градоначалникот на општината Александар Стојковски. Градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски заедно со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски направија увид на домот Ранка Милановиќ. Во вчерашната координирана акција на инспекторатот на општина Газибаба, инспектори од единицата за економски криминал при Министерството за внатрешни работи и Министерството за социјална политика, демографија и млади, со асистенција на униформирани полициски службеници, е одземена голема количина на различни видови отпад, извршено е уривање на 3 бесправно изградени објекти кои служеле како работилници за преработка на отпад. Со помош на механизација на јавното комунално предпријатие Газибаба се собра повеќе од 50 тони отпад кој беше во дворот на објектите. Ке биде поднесена кривична пријава против едно лице кое спротивно на закон вршело различен вид на активности, без за тоа да поседува соодветни дозволи за вршење на дејност, а согласно законот за управување со отпад, информираше Стефковски. Оваа акција следува по одржани неколку состаноци во владата и представува почеток на процесот кој ќе донесе трајно решение за проблемот со Ранка Милановиќ. Скопје го добива најголемиот ритейл парк во општината Кисела вода. Имено, градоначалникот на Кисела вода Орце Ѓоргиевски на социјалните мрежи информираше дека изградбата на Home Retail Парк, најголем и прв трговски парк од ваков вид во Македонија, представува значаен економски импулс за Кисела вода.
Оваа капитална инвестиција во индустријската зона Пинтија во близина на Стаклара ќе биде на површина од 35.000 метри квадратни, а ќе чини 15 милиони евра. Вложувањата од ваков обем го потврдуваат фактот дека кисела вода станува се попосакувана дестинација за бизнисите. Овој проект не само што ќе создаде 300 нови работни места, туку и ќе придонесе кон развојот на оваа индустријска зона, подобрувајќи ги условите за живот и работа во нашиот град. Home Retail Park ќе биде единствената локација каде што граѓаните ќе можат да најдат се што им е потребно за својот дом. Од мебел, домашни апарати и декорации до градинарска и бањска опрема. Покрај тоа ќе располага со модерни кафетерии и ресторани, како и 600 паркинг места за посетителите, напиша Ѓоргиевски на социјалните мрежи. Според него, ова ново место ќе биде нов центар за паметно купување, каде семејствата ќе можат да го уредат својот дом на наједноставен и најудобен начин. Ѓоргиевски посочи дека ова инвестиција во иднината, во подобар начин на живење и во развојот на локалната економија, каде кисела вода добива уште една значајна стопанска и урбана придобивка. А отворањето на Home Retail Park е предвидено до крајот на 2025 година. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 27 јануари до 2 февруари со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 147 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе предложат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, велат од јавното предпријатие Паркинзи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја